Свечено беше пуштена во употреба реконструираната училишна зграда во Горни Подлог. Подрачното училиште Свети Кирил и Методи се реконструираше неколку месеци, при што доби нов изглед пред почетокот на новата учебна година. Зградата доби нов кров, фасада, врати и прозори. И реконструкцијата опфати комплетно реновирање на кровот, фасадата која што училиште доби термофасада, заменети се прозорците со алуминиумски ПВЦ прозорци. Потоа во внатрешноста се уредуваше подот на училиштето со стругање и лакирање, комплетно бојадисување на зидовите и вратите на училниците. Со ово училиштето доби модерни услови за работа во него, во кое што учениците и наставниците имаат пријатни моменти за одвивање на наставата и се надеваме дека безбедноста и здравјето на учениците пред се ќе бидат задоволени. Средствата за реновирање се обезбедени со грант од јапонската влада во висина од 70.479 евра од областа на солидарноста и човековата безбедност. На свеченото отворање беше присутен и представник од јапонската влада. And I'm really glad that Japan could contribute to the recovery of the damages caused by the flood. Навистина ми е чест што можам да бидам денес тука и што Јапонија може да допринесе за опоравување од штетите од поплавите. And I'm convinced that the friendship between the both countries would be strengthened through this project. Убеден сум дека соработката помеѓу нашите две земји ќе биде уште повеќе зајакната преку овој проект. Од 1 септември во обновената зграда ќе учат 135 ученици од Горни и Долни Подлог и Мојанци, а настава ќе изведуваат 12 наставници.